Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Состојбата со ковид пандемијата во Тетовскиот регион алармантна. Бројките на нови случаи секојдневно во пораст. Владата денеска прогласи кризна состојба на целата територија во траење од 30 дена поради пожарите. Возниот парк на Тетовската пожарна во просек стар 30 на години. Потребна е нова и посовремена опрема. Состојбата со ковид пандемијата во Тетовскиот регион алармантна. Бројките на нови случаи секојдневно во пораст. Епидемиолозите велат дека тоа се должи на семејните прослави и непочитувањето на мерките и протоколите. Забележителен раст на ново заразени со COVID-19 во Тетовскиот регион. Тетово повторно се најде во фаза на широко распространета трансмисија на болеста. Епидемиолозите велат дека една од причините за ваквата состојба се семејните прослави, како и непочитување на мерките и протоколите и индивидуалната неодговорност. Значи бројката во градот Тетово е зголемена во однос на последно во 6-7 кога имавме вкупно 6 случаи на домашно лекување, сега во градот Тетово бројката е околу 220 случаи на домашно лекување. Значи имаме позитивни 30-40, вчерашниот ден ние 60 позитивни случаеви, што се должи како резултат на непочитување на мерки и протоколи, а инфицираните ни се од семејни прослави, настани, нивни контакти. Значи, бројката во градот Тетово се должи на пораст како резултат на тоа што ние имаме многу лица дојдени од странство од западните земји, кои после престојот во нашиот град или во државава се тестираат за да можат да заминат во државите кај што работат. Значи, бројот на тестирање во градот Тетово е зголемен и поради оваа состојба, бидејќи голем дел од лицата треба да се вратат назад во земјите кај што работат. И така ги откриваат? Да, и така се откриваат, во главном тоа се млади лица, асимптоматски, меѓутоа инфицирани со вирусот. Со зголемувањето на бројките на нови случаи се зголемуваат и амбулантските прегледи и хоспитализациите. Во клиничката болница во Тетово на болничко лекување се 32 пациенти. Ние имавме еден мирен период, околу месец и пол, практично да немавме некој болен што имаше симптоми на ковид. И сега наеднаш почна пред околу 3 недели, да речам, почна така поредко, нели, случаеви да ни се јавуваат повторно. И сега овие 3-4 дена веќе бројот е зголемен. Апсолутно енормно е зголемен. Вчера цел ден имало околу 70 прегледи, амбулантски прегледи. И има неколку, 6 прегледи. Ова е прием. Хоспитализиране, значи. Ние апсолутно го користиме, имаме критер за прием, нели, на болни кои треба да се хоспитализират, има критериум, нели? Најбитниот, најглавниот е ниска сатурација на болниот. Ако ни доаѓа така со ниска сатурација, тој обавезно ќе биде хоспитализиран. За сега имаме места, значи пошто го активиравме и модуларната болница, ги праќаме тамо. Пандемијата не е завршена, порачуваат медицинските лица. Апелираат граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита. Пошто народ се опушти и мисличи дека ковидот заврши, меѓутоа, гледа како што гледаме, не завршил. Па да се најболја превентива е носење на маска, да се носат маски било каде. Како што беше порано, така треба да се враќаме на истото. Еден апел до населението да се вакцинира и да ги почитува протоколите и мерките кои што се на важност. Прогласена е кризна состојба на целата територија поради ситуацијата со пожарите. На предлог на владата, председателот на државата треба да вклучи дел од армијата во справувањето со жариштата, а останатите надлежни институции да ги стават на располагање сите расположливи капацитети и ресурси. На денешната седница донесе одлука за постоење кризна состојба на целата територија на Република Северна Македонија во траење од 30 дена.
Владата на Република Северна Македонија на денешната седница донесе и неколку заклучоци на председателот на државата да му предложи да одлучи за учество на дел од припадниците на армијата на Република Северна Македонија во спречување во справување со кризната состојба, на главниот штаб при Центарот за управување со кризи веднаш да започне подготовка на акцијски план за превенција и справување со пожарите, како и целосен преглед на расположливи човечки, материјални и технички ресурси и план за координирано действување. Исто така владата донесе заклучок со што Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Северна Македонија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за здравство со сите останати засегнати државни институции, како и единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија, да ги стават на располагање сите расположливи капацитети и ресурси кои може да се стават во функција за справување со кризната состојба. Возниот парк на Тетовската пожарна во просек е стар 30 на години. Пожарникарите патуваат и до 30 километри за да изгаснат пожар. Сепак и во вакви услови вработените професионално ја извршуваат својата работа. Активните пожари на територијата на нашата земја кои пустошат веќе неколку дена го актуализираа прашањето колку противпожарните служби се подготвени за ваквата ситуација и адекватно опремени. Возниот парк речиси во сите општини е стар во просек 30 на години. И тетовските пожарникари се соочуваат со истите предизвици. Со стари возила и со опремата која ја имаат, сепак успешно и професионално ја извршуваат својата работа. Тие се во служба на граѓаните на Тетово и 5 околни рурални општини. Па затоа понекогаш мора да патуваат и до 30 на километри, до најоддалечените места за да интервенираат во гаснење пожари. За поефикасно делување секогаш има потреба од подобра и посовремена опрема, но и дополнителни обуки за поефикасна работа, вели командирот Ука Алити. Територијалната противпожарна единица Тетово, значи, располага со 9 противпожарни возила, значи специјални за гасење на пожари, и едно техничко возило за нашите потреби за собраќајки или па други работи технички што треба да им излеземе во пресрет на нашите граѓани од општина Тетово и 5 рурални општини. Имаме постари возила и некои што имаме 1, 2, 3 возила противпожарни со понови години. Значи, просекот е тука до 30 години. Значи, највише проблем тоа што сме го детектирали имаме со немање на теренски возила, бидејќи се работи за еден простор, вамо ние кај што ги обслужуваме граѓаните, би можел да кажеме низ тесните улици на стариот град на Тетово, шарпланинските села, кај што не можеме ни да придеме на секој пријавен пожар или да не даде Господ некој објект куќа, не можеме да се приближиме со нашите возила што ги поседуваме. Значи ни требаат помали возила, помали возила за да бидеме што поуспешни и да бидеме што поблиску до кај нашите граѓани. Алити вели дека за територијата која ја покриваат, бројот на вработени кои го имаат не е доволен. Големо олеснување би било и доколку се формираат единици во други општини, каде би имало по 1 до 2 противпожарни возила. Има 72 вработени професионалци, но рачунајте дека обслужуваме над 250.000 жители и голем простор, значи ни требат најмалку уште 50 до 60 вработени. Но тука би додал дека ова не може само општина да иде на товар на општина Тетово. Ова година се покажа дека руралните општини треба да потхитно да формират своји единици, бидејќи кај нас немаме
доброволни друштва, ете како што се случија и почна да се случаат и уште се случуваат, имаме моментално активни пожари низ целата земја, значи додека ми идеме, значи далечина до 30 километри, можете да претпоставите што пожар, како пожар можеме да најдеме таму и да гасиме ние. Инаку годинава тетовските пожарникари имаат двојно повеќе работа во однос на минатата. До денес тие имале 393 интервенции. Од СВР Тетово повторно со апел до граѓаните да бидат крајно внимателни во насока на превенција од пожари. Со зголемување на високите температури кои ова лето превладуваат кај нас, потенцијалните ризици за евентуално ширење на пожарите во Полошкиот регион во голема мерка се зголемија. Овој регион се одликува со бујна вегетација, што е причина за одговорно однесување на секој поединец. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните да бидат крајно внимателни, доколку се движат и работат во нивите, да не палат отпад и слама и да не фрлаат запалени цигари. Во рамките на планираните активности за заштита од пожарите, раководството на СВР Тетово оствари средба со ловечки друштва и поединци од поширокото полошко подрачје, со кои беше разговарано за законските импликации и правилата и прописите при евентуални предизвикувања на пожари. Исто така, меѓу другото, се разговараше и за воведената забрана за движење и кампување во шумските предели и дека надлежните институции преземаат зајакнати мерки и активности за контролирање на движењето низ македонските шуми и превенирање на можните причини за овој вид на загрозување на животната средина, со кое што последната недела се справува целиот регион, велат од СВР Тетово. Оттаму додаваат дека ако пожарот е предизвикан намерно или од небрежност, следуваат ригорозни законски санкции, односно поднесоци, кои предвидуваат и затворски казни од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарите, последиците и другите околности. Синоптичарите најавуваат локално невреме во текот на ноќните часови и утрешниот ден, а потоа следува период на стабилно време. Во препладневните часови на северозападот во Полошкиот регион се зголеми малку облачноста, но и понатаму топло, а температурата во Тетово достигна во 11 часот до 33 степен. Облачноста ќе задржи во попладневните часови и денес во Полошкиот регион ќе имаме за некој степен пониска температура во однос на вчерашната. А краткотрајно, особено во планинските делови покрај полот, ќе има и појава на краткотраен дожд, најпрвен со ретки грмежи, а потоа и во Полошката рамнина ќе имаме повремено пороен дожд и грмежи, кои ќе се јавуваат и за време на ноќта. Во стекот на следниот ден ќе имаме мала до умерена облачност, исто така и во северозападниот дел од републиката и повторно ќе имаме услови за појава на краткотрајна нестабилност, претежно во првиот дел од денот. Сепак утре температурите ќе бидат малку пониски од 29 до 37 степени низ републиката, а во Тетово само до 31 степен. Од сабота понатаму повторно претежно сончево време и температурите полека ќе се покачат. Следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. На 3 август во периодот од 14 до 17 часот при преземање службени действија полициски службеници од СВР Тетово на место викано Брешчиња, атар на Тетовско јанчиште, во нива биле пронајдени насади од канабис. Извршен бил увид, а насадите биле подигнати за понатамошна постапка. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера околу 20 часот на магистралниот пат Кичево-Гостивар кај место викано Јефута полициски службеници од ОВР Гостивар лишиле од слобода 49 годишникот Гостивар затоа што се однесувал агресивно и се обидел физички со тврд предмет да нападне полициски службеници кои извршувале службени действија. По целосно расчистување на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера во 22 часот и 55 минути во полициската станица Тетово 39
69-годишникот Тетовско Требош пријавил дека околу 21 часот и 30 минути на улица Илинденска, поради неразчистено должничко доверителски односи, бил физички нападнат од 53 годишен жител на Тетовско Нераште. Според пријавеното, тој користел и тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Полициски службеници од полициската станица Тетово вчера лишиле од слобода жител на Тетово затоа што физички нападнал негов сограѓанин. По целосно расчистување на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера во полициското оделение ТРЦ 42-годишникот Тетовско Слатино пријавил дека покрај регионалниот пат Тетово-Јажинце во Тетовско Непроштено физички бил нападнат од едно лице. Се работи на расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.